Камера пуштена. Што има интересно овој викенд? Има уште малку до крајот на сезоната. Вака сега да видиме кај не е интересно сега баш на крајот. Шпанија се знае кој е шампион. Во Англија, во Италија и во Франција исто така се знае кој е шампион. Не се знае само кој ќе го крене трофеот во Германија. И најинтересна битка за опстанок има во Премиер лигата. Значи, да видиме што ќе заслушува викендов, кој до трофеј, кој до опстанок. Добро, тоа е тоа. Да почнеме. Во сабота се игра последното коло во Бундеслигата. До минатото коло беше сигурен дека титулата ќе освои Бајер Михен. Имаа бод повеќе од Дортмунд на 2 кола до крајот и работата беше завршена. Уствари, мислев дека е завршена. Бајер изгуби во Михен од Лајпциг со 1-3. Дортмунд тепаше и сега пред последното коло милионерите имаат бод повеќе од Бајер Михен. Викендов Борусија Дортмунд на другиот меч е домаќи на Мајнц. Мајнц немаат шанси за Европа и овој надпревар не има никаква важност. Онака лабаво се чека да заврши сезоната и да одат на одмор. Дортмунд, оној пораз на Бајер Михен, мислам дека ги изненади и нив. Сега треба да победат Мајнц и титулата е нивна. На другиот меч Бајер Михен гостува кај Келн. И Келн како и Мајнц го чека крајот на сезоната. На средина на табелата се и тоа е тоа од нив. Бајер треба да тепа и да чекат кикс на Дортмунд на другиот меч. Тешка работа. Ќе тепа Бајер, ама Дортмунд нема да киксне. Кој ќе биде шампион во Бундеслигата? Борусија Дортмунд. Што рековме друго? Битка за опстанок во Премиер лигата. Видете ја табелата. Евертон, Лиц и Лестер. Една од овие три екипи ќе се спаси. Прашање е која? Јас викам Евертон. Има најлесна задача. Игра дома со Бурнемут, кој откако обезбеди опстанок има 3 порази во низ. Евертон би требало да се спаси собота, ама во случај Лиц и Лестер да не тепаат. Секако Евертон има судбината во своји раце. Ако го победат Бурнемут на Гудисон парк, ќе преживеат и Лестер и Лиц спаѓаат во чемпионшип. Тоа е тоа. Лестер мора да го победи Вестхем за да има било какви шанси да избегнат испаѓање. Тимот на Дин Смит има супериорна гол разлика во однос на Евертон. Па победа во комбинација со реми на Евертон ќе предонесе Лестер да го прескокне Евертон на табелата. Лиц има најтешка задача. Треба да го победи Тотенхем на Елан Роуд и да се надева дека резултатите во другите два меча ќе им одат во прилог. Најдобрата варијанта за Лиц е да освои 3 бода, Лестер да не победи, а Евертон да изгуби. Теоретски постои сценарио Лиц да победи, Лестер да не победи, а Евертон да одигра нерешен. Но ова ќе бара Лиц да победи со 3 или повеќе голови разлика против Тотенхем. Многу тешко. Јас мислам дека од Премиер лигата испаѓаат Лестер и Лиц. Едно е јасно, има уште многу да се игра на последниот ден од Премиер лигата. Ќе биде хаос. Најдобрата опција за викендов е да најдете мултипренос и да ги гледате сите надпревари. Друго чаре нема. Јас одам да се спремам за викендов, а вие спремете се за ново видео на BMG Sports. Чао!